Петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Од понеделник во земјава започнува теренска вакцинација и вакцинирање без закажување. Опожарени 100 хектари земјоделска површина засејана со пченица и јачмен во Тетовскиот регион за само 10 дена. Манифестацијата фолклорни игри под шара утре по трет пат ќе се одржи во Центарот за култура во Тетово. Процесот на масовна имунизација против COVID-19 во земјава продолжува. Граѓаните ќе можат да се вакцинираат без закажан термин во пунктовите или во местото на живење, каде ќе ги посетуваат мобилни медицински екипи. Здравствениот дом од Тетово со теренската вакцинација ќе започне на 13 јули. Во моментов ситуацијата поврзана со пандемијата предизвикана од коронавирусот е стабилна и нема потреба од дополнителни рестриктивни мерки. Сега акцент треба да се стави на процесот на вакцинација, рече денеска министерот за здравство Венко Филипче. Во тој контекст тој најави дека од понеделник започнува теренска вакцинација и вакцинирање на граѓаните без закажување. Сега ставаме силен акцент на промоција на кампања за важноста за вакцинација. Еви теренската вакцинација која што ќе започне во понеделник. Најголем акцент веќе преку ден ставаме на шуторизари на селбата, другите рурални места во другите градови. Денес ќе биде спремен распоредот од сите здравствени домови, тој ќе го објавиме јавно, спремни се и плакатите со кои што ги означуваме местата во рурални места на секаде во државата околу одговорните здравствени доми, за да целокупниот тој процес почне во понеделник. Здравствениот дом Тетово со теренска вакцинација на населението против COVID-19 започнува од вторник 13 јули. Во објавата на нивната Facebook страница е приложен распоредот со населени места и термини. Дневно медицинските екипи ќе посетат и до 10 насела. Во меѓувреме продолжува имунизацијата во регионалниот пункт во салата на медицинското училиште во Тетово. За да се бранам сам себе си и да ги бранам и другите. Заради тоа се вакцинирав. Ако ме прашате зошто или дали им викам и другите да се вакцинираат, би рекол да, затоа што не дека многу е лошо. Луѓето многу ми навикаат дека не е кузне што вирусов. Но кога ќе изгубат некој многу близок, тогаш има да им падне на памет дека вирусов е дека сериозно. И исто така и со делта сојов на вирусот, ризично е. Би рекол дека свите да се вакцинираат, подобро би било. Па секако понудена ни беше опцијата и сакам да си се заштитим, неќем да проминем низ корона ако не морам. Па да се браним од ковидот и од сега новиот сој, делта што е, така. Одлучив да се вакцинирам за да се заштитам себе си и општеството. Ако секој од нас се вакцинира, може да ги брани, значи, другите. Па зошто одлучив? Зошто нели логично е сега се проширува и делта вирусот и сега ние како ако не се вакцинираме ќе бидеме заштитени од овие вируси. До сега во нашата земја вкупно се аплицирани 652.680 дози вакцини, а ревакцинирани се 243.727 граѓани. Во Гостивар од понеделник вакцинација против COVID ќе се врши без закажан термин. Ќе има и теренска вакцинација во селата Чегране, Форино и Врапчиште. Новини во спроведувањето на имунизацијата на населението против коронавирус во Гостивар. Од наредната недела на пунктот во модуларната болница на вакцина може да дојдат и граѓани кои немаат закажани термини. Во селата пак ќе се активираат екипи за теренска вакцинација. Значи од понеделник прво и основно нема веќе закажување на мој термин. Слободно ќе биде по волјата на граѓаните да дојдат да се вакцинират во пунктот во Гостивар, барем за граѓаните од Гостивар. Зашто го нагласувам тоа? Затоа што
од понеделник се почнува и со теренска вакцинација. Со сигурност можам да ви кажам дека понеделник имаме вакцинација во село Чегране и Форино и село Врапчиште. Само да нагласам и тоа дека вакцинацијата во овие села ќе биде во амбулантата, но во село Чегране, кое што ќе се одвива, ќе има и плюс екипа, кое што ќе го посети и селото Тумчевиште. За да се одговори на потребите и да се избегнуваат гужви, вакциналниот пункт во Гостивар ќе работи двосменски. Моментално на располагање се вакцини од AstraZeneca и од Sinovac. Овде кај нас исто, ќе се работи во 2 смени, за да има и закажани пациенти со мој термин, значи пак да не направиме гужва, затоа ќе работиме во 2 смени, но може слободно кој е заинтересиран да се вакцинира, да си дојде кај нас во амбуланта и во модуларната болница и да се вакцинира. Би кажала и тоа, дека во моментов ги имаме вакцините AstraZeneca за сите граѓани што се над 60 години и Sinovac од 18 па нагоре. Да не дојде до недоразбирање затоа што некои барат други, но во моментов ги имаме овие вакцини и со овие вакцини ќе вакцинираме. Минатата и оваа недела темпото на имунизирање на граѓаните против ковид е интензивирано. Во овој период вакцина примиле околу 5000 лица. Овие 2 недели е многу, да речам, зголемен бројот на вакцинирани. Значи дневно вакцинираме околу 500 граѓани кои што сака да се вакцинират со мој термин, затоа може да имаше и гужва, но успевавме добро све да помине, што значи дека се работи 6 дена во неделата и саботите ги работивме, па околу 2500 со ова недела, околу 5000 граѓани, значи во текот на овие 2 недели се со сигурност вакцинирани. Министерството за здравство најави дека од понеделник ќе биде дозволено вакцинирање и на децата од 12 до 16 години со вакцината на Pfizer. Сепак, засега во вакциналниот пункт во Гостивар тоа нема да се спроведува, поради посложените услови за чување на вакцините од овој производител. Состојбата со менталното здравје кај граѓаните после здравствената криза не е нормализирана. Кај голем дел од популацијата се уште е присутна анксиозноста, истакна министерот за здравство Венко Филипче. Една студија која што ја работел универзитетот Харвард со Норвестерн, Раджерс и уште неколку универзитети во Соединетите Американски држави покажува дека состојбата со менталното здравје се уште не е така како што треба да биде, односно дека кризата оставила последици. Односно сите елементи нотирани во кај учесниците, кај партиципентите во таа студија како проблеми во менталното здравје, во делот на анксиозноста, во делот на стравот, во делот на паничните напади се уште траат. Што значи, ова е полето на кое што сега, после завршувањето на кризата, треба многу интензивно да се работи. Таа криза здравствена никој не ја очекуваше нормално и една од најголемите карактеристики беше што требаше да бидеме раздвоени, што е сосем спротивно на нешто што еволуцијата научи. А еволуцијата научи на социализација, на решавање на проблемите заедно и сега имаме една ситуација во која што треба да бидеме раздвоени, посебно раздвоени кога е некој диагностициран или ставен во изолација и како додаток на се е стравот, кој што не може да се сподели или да се искомуницира, што е уште еден дополнителен проблем. И затоа мислам дека клиниката за психијатрија со вработените психијатри, психолози, посебно во делот на децата, направи навистина еден добар модел со отворање на онлайн консултации начело со доктор Байрактаров, директорот на клиниката, докторот Дурмиши, кој што го работи тој дел, другите детски психијатри и посветено и интензивно работена, практично цело деноноќе, заради тоа што телефонски повици се прима цело време. Зошто? За да се разговара со луѓето кои што имаат еден таков проблем и еден таков предизвик.
Зачестени пожарите на отворен простор во Тетовскиот регион. Изминативе денови било пожарена поголема земјоделска површина во неколку села. Работата на пожарникарите е меотежната, бидејќи со камионите не можат лесно да се движат низ нивите, но и во густиот сообраќај. Па поради тоа, овој период најмногу потребни им се теренски возила. Опожарени 100 хектари земјоделска површина засејана со пченица и јачмен во Тетовскиот регион за само 10 дена, при што е направена голема материјална штета. Тетовските пожарникари секојдневно интервенираат во гасење на пожари на отворен простор. Речиси во сите случаи причина е човечкиот фактор, вели командирот Ука Алити. Несовесните граѓани ги палат тие мини депонии, а од мини депониите, значи пожарот на овие високи температури многу брзо се шири и испаѓа како жртви, испаѓат нашите земјоделци кои чекат да го жнеат житото. Иако кубурат со опрема, Алити вели дека сепак успеваат да ги локализираат и изгаснат пожарите. Имаат само 9 камиони кои се стари повеќе од 30 години, па честопати поради дефекти неколку од нив и не се употребливи. Теренско возило кое овој период им е најпотребно, имаат само едно. За овие појавени пожари на отворен простор ни треба теренски возила, а тие ги немаме. Со камион од 20 тона за да влезеш низ ниви, верувајте ни, многу тешко ни е. Но, даваме све од себе, ние сме мобилизирани 24 часа, сме во служба на граѓаните. Територијалната противпожарна единица во Тетово е во служба на над 250.000 жители во градот и 5 околни рурални општини. Има 70 вработени, што е двојно помалку од законската регулатива, која предвидува еден пожарникар на 1500 граѓани. Приведени двајца албански државјани кои што и легално влегле и престојувале во нашата држава. Полицијата регистрирала и неколку физички напади. Следуваат информациите од билтенот на СВР Тетова. Вчера околу 14 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово привеле 22 годишнички од Тетовски Бродец и 23 годишничка од Горно Палчиште, постапувајќи по претходна пријава дека на улица Илинденска во Тетово физички нападнале 25 годишна девојка од Боговиње. Се расчистува и документира случајот, пошто против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 22 часот и 20 минути на регионалниот пат Мавро Вијанови Дебар во местност Сенечки ливади. Полициски службеници од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар привеле 29 годишник и 17 годишник, двајцата од Република Албанија, кои легално влегле во нашата земја, непријавено престојувале и не посадувале документи за идентификација. По приведувањето, албанските државјани се предадени во полициската станица Дебар за натамошна постапка. 51 годишник од Тетовско Боговиње вчера во 8 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека од гаража во селото му било одземено патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, собственост на друго лице од ова село, кое не било заклучено. Се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути, 51 годишна гостиварка во СВР Тетово пријавила дека непосредно пред тоа во заедничкиот дом физички била нападната од нејзиниот поранешен сопруг. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска во 1 часот 36 годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека околу 20 часот пред зградата во која што живеат на улица Киро Ристевски Дрнц во Тетово, нејзиниот малолетен син физички бил нападнат од едно лице. Се расчистува и документира случајот. Спроведена акцијска контрола за брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место, при што биле санкционирани повеќе возачи. Секторот за внатрешни работи Тетово значително ги интензивираше сообраќајно-контролните активности на подрачјето во функција на поголем ред и безбедност пред се на автопатот Гостивар Тетово Скопје, но и на тетовските и гостиварските улици. А вакви активности ќе следат и на околните регионални патишта. Вчера вечер од 21 до 24 часот со така наречен ноќен радар била спроведена акцијска контрола на брзината со која се движат возилата надвор од населено место, при што во Тетово биле откриени и санкционирани вкупно 11 пречекорувања на максимално дозволената брзина, од кои 1 за повеќе од 70 км на час, а 7 за 50 до 70 км на час повеќе од дозволеното.
водетово. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парични глоби од 300 до 400 евра во денарска противредност, зависност од големината на пречекорувањето и современо одземање на возачките дозволи до 1 година. При вчерашната контрола исто така санкционирани се и 35 пречекорувања на брзината во населено место, 27 во Тетово и 8 во Гостивар, од кои 5 за повеќе од 50 км на час. Во акцијата санкционирани се и 4 други видови прекршоци, 3 во Тетово и 1 во Гостивар. Манифестацијата Фолклорни игри под шара утре по трет пат ќе се одржи во Тетово. Почетокот е закажан за во 19 часот. Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка утре е домаќин на третото издание на Фолклорни игри под шара, кое ќе се одржи во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Целта на оваа манифестација е да се представи фолклорот на народите кои живеат во овој регион. Основната концепција на манифестацијата секако ќе биде застапена и на програмата ќе биде представен македонскиот, албанскиот, ромскиот и бошњачкиот фолклор. Различна е само формата на представување на тој фолклор. Знаеме дека фолклорот го сочинуваат не само играта, туку и песната, инструменталната музика, народната поезија, верувања и слично. Со еден збор, сета традиција и култура на еден народ пренесувана устно од колено на колено. Оваа година учествуваат 3 културно-уметнички друштва кои ќе ја представат народната игра на македонците, србите и бошњаците. Албанската народна книжевност ќе ја представи Бурхан Умити, актер на Тетовскиот театар. Ромската песна ќе ја представи Ернес Ибраимовски, а најубавите тетовски староградски песни ќе бидат изведени на инструментот канон од страна на професорот Тимко Чичаковски. А ќе настапи вокалниот солист на Сдруженијето на Срби и македонци Драгиша Аврамовски. Културно-уметнички друштва кои ќе настапат на оваа манифестација се покрај Сдруженијето на Срби и македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка како домаќин, ќе настапи културно-уметничкото друштво Диван Хана од Скопје, кое ќе ја представи бошњачката традиција, и културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница. Манифестацијата Фолклорни игри под шара е поддржана од Министерството за култура како проект од национален интерес во културата. Ги завршуваме регионалните вести. Останете со нашата програма. Пријатно!